место во Македонија, да, постои, но ретко се пријавува. Дали од тоа неверување во институциите, дали од страв дека работникот ќе остане без работно место, страв од таа стигма која што постои во нашето општество, што ќе каже народот. Закон за заштита од вознемирување на работно место, да, постои, чинам дека од 2013 година, со кој закон се утврдуваат правата и обврските и на работодавачот, и на вработениот, и да се заштити психичко и полово вознемирување на работникот. Законот постои, мобингот, како што кажав, не се пријавува. Од кои причини и зошто воопшто не се пријавува? На таа тема разговараме со мојот гостин денес во подкастот, адвокат Зоран Молчанов. Добре дојде во мојот подкаст. Добар ден, благодарам на поканата. Зоран, се договараме доста долго време да ми бидеш гостин. На моја огромно задоволство сте овде. Како се чувствуваш? Па сум бил и подобар, но сега да ви кажам, беше коректно да се јавам кај вас во емисија после толку месеци договарање. Јас немам манир да гостувам по медиуми, значи не сум во групата естрадни правници и па од тие причини не сум доаѓал, но вашата покана не се одбива. Да. Моje задоволството што сте денес гостин. Разговараме на, можем да кажеме, на доста актуелна тема, но меѓу народот, така кажемо. Народски се разговара. Ме малтретира собственикот на фирмата, ме малтретира колешката, ме малтретира колегата, но дали е тоа вистински мобинг? Дали е тоа вистинско вознемирување на работното место? Кој е твоето искуство? Дали сме свесни за тоа? Вработените конкретно. Да ви кажем, и самиот мобинг, односно што го третира посебен закон за вознемирување на работно место, е релативно нов институт, иако законот постои повеќе од 10 години, но во судска пракса такви постапки навистина се ретки. Барем јас немам сознание оти има некој интензитет на поднесување на иницирање на таков тип на постапки. Причините се повеќе. Воздржаност, резерва кај луѓето, неверување институции, како што самите спомнавте, повеќе слои на проблемот и причините. Но и самото вознемирување на работно место малку тешко се во пракса двои од останатите права и обврски на работен однос, па тука вработените знаат да бидат збунети, бидејќи ако има проблеми на работното место, не знае дали се тоа проблеми од типот на повреда на нивните права од работен однос или станува збор за баш така наречениот мобинг. И затоа во законот тоа се прецизира како психичко и полово вознемирување на работно место. Значи се двои од како посебен проблем што би можело да го има некој вработен на работното место и се држи во таа сфера. И така и го објаснува законот, за да се знае оти тоа е нешто како проблематика посебна од корпусот на права и обврски од работниот однос во редовна смисла. И вели самиот законодавец дека психичкото вознемирување може да се манифестира на разни начини, тоа е повреда на интегритет и достоинство на вработениот на повеќе начини, во смисла на негативно однесување спрема истиот и во таа група спомнав, значи, законот го има наведено и сексуалното вознемирување, половото, тоа може да биде вербално, невербално, физичко и сето тоа да се случува на работно место независно од тековите работни обврски на вработениот. И заради тоа го има издвоено законодавецот како ситуација која што треба да се третира во посебна постапка, бидејќи може работните и работните задачи да бидат безпрекорно извршувани, да тече работниот процес, а паралелно да постои тој така наречен мобинг. И сега во пракса, јас како што ви спомнав, немам податоци за
тоа колку такви предмети се иницирани, ама знам дека маргинална е нивната бројка споредбено со споровите од работен однос, пример. Така, да. Еве еден податок, јас пред да започнеме со овој подкаст успеав да изгуглам 2023 истражување направено од некое здружение за заштита на правата на работникот, 48 пријави за мобинг, од кои 33 се во јавниот сектор, 15 во приватниот сектор и само 2 случаи имаат судска разрешница. Овој податок кажува, мислам, многу. Дефинитивно. Зошто само 2 случаи имаат судска разрешница? Вака, прво... Сега зборуваме, само да бидеме најасно, до 2023. Не знаеме што се случува овие 2-3 години. Значи, кога се иницира постапка за мобинг, има интересна, да кажем, одредба во самиот закон. Товарот на докажување дали има или нема такво действие, паѓа на тужениот, односно работодавецот. А тужителот ги наведува фактите поради кои мисли дека трпи мобинг, а тужениот треба да објаснува пред суд значи дали е вистина или не е тоа. Го спомнав чисто како компарација со другите постапки, каде сегаш докажувањето го прави тој што ја иницира постапката. Тука имаме префрлено таквиот товар на тужената страна. И тој треба да објасни пред суд дека ситуацијата е редовна, дека нема форма на мобинг, односно психичко или полово вознемирување и така натаму. Да ви кажам, бидејќи тоа е тешко докажливо пред суд, најверојатно и тој што има идеја да иницира таква постапка се откажува за тоа што тука треба да се дават материјални или вербални докази со кои ќе се утврди фактичката состојба дали некој е вознемирен или не. И постои опасност од мешање на работите, како што спомнав претходно, дали некоја несакана ситуација на работно место е мобинг или е врзана со процесот на работа или некои колегијални односи. И сега, значи, мобингот може да биде предизвикан од разни причини. Дали субјективни, дали по хиерархиска основа, зависи нели кој е работното место, и најчесто мобинг може, и мислам и логично и реално е така, да трпи тој што е подчинет на некого. Не може мобинг менаџерот да прави на другиот менаџер во менаџерскиот тип. Мислам, тука може да има конфликти на ручни односи, ама веќе тоа друг тип може да они да влезат во расправи, дури во физички пресмитки, ама тоа го третира веќе кривичен законник. Кривичниот закон, да. Значи, сакате да кажете дека овие причина за само 2 случаи со судска разрешница не се само неработењето, така да кажам, на судовите, туку и причина може да бидат самиот вработен сваќа во текот на судската постапка дека тоа не е мобинг. Спецификата на таа постапка е таква што секој проблем не може да биде подведен под мобинг. И од тие причини дистинкцијата да се направи во самата постапка е малку збунувачка често пат за странките. Лично да ви кажам, бидејќи нема такви, како што ви спомнав, постапки многу како предмети низ судската пракса, и јас лично сум на прсти се бројат колку сум бил 4 постапки сум бил јас адвокат во постапки за мобинг. Не сум имал некој голем број, нити пак мислам, оти некој од колегите може да каже дека бил полномошник во голем број на такви постапки. Значи, ние како адвокати имаме значителен број на кривични, граѓански и управни постапки, но специфично баш за мобинг ретки се во судската пракса и затоа не фигурираат многу во статистиката, значи ги нема. Јас пробав да изгуглам. Не може да во таа смисла спомнав, во таа статистика што се наоѓа по Google, по какви предмети од кој тип, во кој суд, маргинални се, не фигурираат. Спомнавте неколку ваши постапки, дали се тоа вработени во јавни институции или во приватни компании? Може вработени да бидат во било каква институција, но моите, тоа се били у приватни компании. Споровите.
али Како еве јас работам во приватна компанија, како можам да препознам дека се врши мобинг врз мене? па Да, нели се чувствува, не знам, нелагодна средина, некој притисок се чувствува, па работодавачот ми дава поголем број работни обврски од тоа за што сме договорени, еве да кажем генерално. Дали тоа е мобинг? Па за сега, за да се тоа подведе под мобинг, прво треба да нема врска со работните задачи што по систематизација во секоја фирма, нели што по систематизација за тоа работно место не се предвидени. Значи, вие ако работите на прецизирани работни задачи, надвор од тоа некој ви дава нагласувам безсмислени работни обврски. Не работни обврски кои што се врзани со предметот на работа. Значи, јас сум книговодител, не во компанија, книговодител. И сега се насобираат повеќе работни обврски и јас морам да останам 2 сати покасно за да ја завршам таа работна задача. Тоа е друго. Дали е тоа мобинг? Не, тоа е прековремено работење што треба со работодавецот да се регулира да ви биде доплатено, бидејќи во рамките на вашиот опсек на работа. Значи, друго е книговодител работодавецот да ви каже оди и изчисти го дворот и кругот на фабриката, а вие сте работник како книговодител. Тоа веќе се гледа е намерно малтретирање. Значи, или од друг тип да предизвикува кај ваш психичка пренатрупаност, значи да ви забрани да контактирате или на други вработни да забрани да чувствувате бойкот едноставно во работењето, односно да ви сеускратуваат редовните и потребни услови за работење по налог на колега или работодавецот конкретно. Тогаш, значи, може вие да се почувствувате како малтретирани и од типот на малтретирање во форма на мобинг, значи психички вас некој малтретира на тој начин што ви наметнува или безсмислени работни задачи или не ви ги овозможува работните услови кои што ви се нужно потребни за вашето работење или кои што работни услови важат за сите работени, а за вас не. Дали се технички, дали се кадровски, тоа е веќе посебна приказка, од случај до случај се одлучува. Ќе го дискутираме тоа. Знаеш зашто прашувам, Зоран, извини што те прекинувам, затоа што многу често знаат луѓето да кажат еве ме малтретира работодавачот. И нели сега сите го користиме поимот мобинг, да, но верувам дека голем дел не се свесни што значи самиот поим мобинг. Што те малтретира, па еве ми дава работни задачи, имам премногу обврски, колегата не работи, јас работам и за него и тоа го знаат да кажат дека нели е малтретирање на работно место. Тоа е субјективно веќе, знаете, ги мешаат работите нашите денеси. Тоа е субјективно, значи, друго е, како што спомнав, прават и обврски од работниот однос, се знае кои се и по закон за работни односи и согласно договорот за работа кој што поотделно секој работен го склучува со работодавецот, таму се пишува на кој работни задачи е ангажиран, што ќе работи, колкави надоместици ќе зема. Отстапувањето од тоа не мора да значи мобинг. Заради процесот на работа, карактерот на некои дејности кои што имаат специфики во своето работење, може тој, мислам, обемот да биде зголемен или намален, во рамките на секој работно место поотделно. И тоа не е мобинг, иако субјективно работникот може да се почувствува измалтретиран, уморен, преоптеретен со работа и работни обврски. Тоа веќе ситуација која се регулира со договорот за работа, со надоместоците и другите права, значи, од работен однос. Затоа велам, правата и обврските од работен однос се посебна категорија, различно од мобингот. И во процесот на работа, секој што се чувства незадоволен или преморен од работа, преоптеретен, тоа е веќе ситуација која што е регулирана со закон за работни односи. Колку час се може да работи, колку може прековремено, какви надоместици му следуваат во тој дел. И надлежност во тој дел, евентуално ако има повреда од тој тип на работните обврски, има трудовиот инспекторат. Значи, работникот може во трудов инспектор да пријави, да каже имам проблем таков и таков на работното место.
Трудовиот инспектор оди, прави записник, утврдува фактите, дали тој работник спротивно на закон за работни односи е ангажиран, дали му сеускратени некои права во смисла на правото од работа и од работен однос. Број на сакам часови, работни часови, па имање пауза. Сите тие елементи во доменот на работата на трудовиот инспектор, тука често пати се истрчуваат странките, односно вработените и одма инициираат тужба пред суд. Доаѓале кај мене негош да прашат ај да тужам. Не, оди си кај трудов инспекторат, не е проблем ти да тужиш. Но постои државен орган што утврдува дали некој има повреда од правата на работен однос на конкретно работно место и тој трудов инспектор за записник ќе го задолжи работодавецот да ги исправи евентуално ако утврди некои грешки во однос на задолжувањето со работни обврски на некој работа. Да. Значи, тоа си е посебна проблематика што се има и управна постапка преку труд и судска постапка евентуално во право од работен однос. А кај мобингот е веќе ситуацијата како што самиот закон ги издвојува психичко и полово малтретирање. Во тој дел ако се почувствува загрозен, тогаш може да иницира постапка. Како се иницира една постапка? Сега тука или како се докажува? На едно место прочитав дека треба да се води дневник, тоа да трае подолг временски период. Да, повеќе од 6 месеци треба. Така е по законот предвидено. Повеќе од 6 месеци да се трпи таа тортура, да го трпи тој мобинг, нели? Така законот го тоа предвидел. Значи прво да се утврди оти некое дејствие представува мобинг, односно вознемирување психичко или полово, и тоа истото да трае, мислам да 6 месеца и повеќе. И сега иницирањето спомнавте на постапката. Значи во рамките на фирмата на самиот работодавец прво треба да го тоа пријави тој работник што мисли дека е жртва на мобинг. Каде да го пријави? Дали на работодавачот, можам да му кажам? Да, на работодавачот треба тоа да се каже. Зошто мислиш дека си жртва на мобинг? Кај фирми, не знам, законот чинам предвидува што со поголем број вработени над 50, ако не се лажам, постои и определено лице кај кого таквите работи се пријавуваат. Кај тие помалите фирми, директно кај работодавецот. Значи, исто како во редовното работење, кога пријавува работник дали нешто врзано со другите права од работен однос или во тековното работење, на тој начин треба писмено да го пријави мобингот, да каже поради што мисли дека е жртва на мобинг. И потоа го има и тоа право да иницира со тужба постапка против тој што мисли дека му причинува таков мобинг. И после, како што спомнав претходно, се докажува пред суд дали тие дејствија представуваат или не мобинг. Оти некои мешат и дискриминацијата, што е сосема трета категорија. Да, го имам овде и како прашање, дискриминација на работно место. Многу често се случаевите, нели, жените знаат да кажат дискриминирани сме на работно место. Има се дискриминација по разни основи. Дали по некој статус на сега имаме национална партиска полова припадност во реалноста по разни основи. Сега значи причините и за дискриминација, и за мобинг може да бидат повеќе, како што спомнав, тој што го зборам за тој што го прави мобингот, тој што е жртва на мобинг, манифестира дали кај него дека трпи мобинг и ги превзема тие дејствија што ги спомнав како процедура. Но тој што го прави мобингот услово може да биде мотивиран од повеќе причини. Во нашата реалност, како што спомнавме, особено што ние сме за жал партизирано и политизирано општество во сите пори, па може да се случи мобинг и од тие причини. Знаете, партиите кај нас делуваат како поделни групи битанги, сега дојде некој партиско говедо во институција или во фирма и почнува со мобинг спрема некои што се неистомисленици или
спротивен политички табор или лични фрустрации манифестира в разработени. Значи, тоа за жал се случува у пракса. Тоа е фактички мобинг, значи, недоделување на работни обврски, зборот ми е промена на канцеларија. Не, спомнав, значи мобингот од кои причини се може да биде мотивиран. Дали тоа може да биде личен антагонизам помеѓу вработените или помеѓу работодавецот и работникот, дали може да биде базиран, како што спомнав, на партиски политички причини, дали да биде полова дискриминација, има против некој што е женско или машко, зависи кој од која страна е. Значи, причините може да бидат повеќе. Но независно сега кои се мотивите, кои се причините на тој што превзема действие со кој што се врши мобинг, свесно превзема действие, значи спрема некој да биде малтретиран психички или полово, тој што е жртва на мобинг, значи има прецизирана постапка како да се однесе во тој случај и, како што спомнав, прво треба да го извести работодавецот и потоа да иницира постапка пред суд, ако нели тука во рамки на самата институција или компанија тоа не се заврши. Да. Ми спомна интересен податок пред да почнеме, дека многу често работодавачот излегува дека е, како кажа, оштетен или... Не се случува пракса. Има... да се докаже дека не е вистина сето тоа, така? Да, знаете, во судските постапки ние велиме има едно каприциозно парничење или инициирање тужба од обести, така. Значи, ето, јас може да кажам, што сум имал пример каде сум бил ангажиран како полномошник, значи, за мобинг, значи, помеѓу странките се води работен спор. Заради прераспределување на друго работно место, заради отказ од работа, значи тоа што спомнав, што е во рамките на Закон за работни односи регулирано. Дали и под кои услови може да се промени на одреден вработен неговите работни задачи, дали е тоа прифатливо за него, дали е соодветно неговите квалификации и компетенции. И сега, незадоволен од тоа, може да се јави вработениот, да каже зошто ти ме прераспоредуваш, зошто ми даваш други задачи. И по тој основ може да пријави, како што спомнав, кај трудов инспектор, да утврди дали е тоа согласно законот прераспоредување, дали задолжувањето со други работи задачи исто во таа сфера. И по тој основ, значи, може понатаму да иницира судска постапка, како заштита на право од работен однос. И сега, истиот, кој што води работен спор со работодавецот, сметајќи дека нешто му е загрозено правото од работен однос, иницира постапка за мобинг. И тука доаѓа до една... Тоа е една чудна ситуација, значи, бидејќи се они веќе со нарушени односи, и јас тебе те тужам од причини што си ме распределил на некое друго работно место, сега после ќе тужам и за мобинг и ќе кажам во постапката тоа што ми менуваш работни задачи е мобинг. Иако е тука често пати, мислам не често пати, сегаш е така, различни се тужените страни. Во едната ситуација, ако имаш повреда од право од работен однос, го тужиш работодавецот како фирма. Нели? Во другата ситуација тужиш колега или директор или кој мислиш дека ти прави мобинг. Но не може да бидат идентични тужбените наводи. Ти инициираш постапка за право од работен однос и тука завршува. Не може со истите наводи да бараш и да ти се утврди дека си жртва на мобинг, бидејќи мобингот е различна работа од другите права од работен однос. Битно е тоа да се знае, затоа што се пишува често низ медиумите дека да се врши мобинг врз вработените, но најверојатно не е јасно направена дистинкција што значи мобинг, а што значи барање од работниците да ги вршат своите основни работни задачи. И тука сме ние малце во заблуда граѓаните. Тоа ми беше целта на подкастот, да се дискутира, убаво да ги разграничиме тие работни, што значи законот за работни односи, што значи законот за заштита од вознемирување на работно место. Еве сега има случаи. Тој што прави мобинг не е ни свесен да ти прави мобинг.
Да, пак ќе кажам што е мобинг. Знаеме дека има мобинг, нели, колега врз колега. И многу често се зборува на полова основа дека има мобинг. Мислите колега врз колешка? Ако менаџерот ми каже добро утро колешке, многу сте убава денес, убаво изгледате, дали е тоа мобинг? Тоа не може да биде мобинг, љубезноста и пристојноста и елементарна култура не може да биде мобинг. Друго е... Ако тоа постојано ми го кажува менаџер. Не, тоа веќе друго. Секое утро ми кажува убаво изгледате колешке, многу сте убава колешке и ти прави да се чувствуваш нелагодно, нели, на своето работно место. Тоа е мобинг. Тоа веќе ако има настојчивост од негова страна, нахалност, па почнува да претерува во тие понуди негови, но нагласувам, значи, ако тоа не е прифатливо за работникот, односно за дамата, у примерот што ја кажавте. Ако она нема ништо против, тоа не е мобинг, но ако нејзе и причинува тоа непријатност, ќе му каже доста со тие муабети и готово. Настојчивоста е тука, затоа и законот кажал повеќе од 6 месеци, ако има действие со кое што психички или полово се вознамирува некој, тоа веќе може да биде подведено под мотив. Како ќе докажам јас дека 6 месеци јас влегувам во канцеларијата на мојот работодавач или менаџер и тој постојано го кажува тоа? Како јас ќе докажам дека се врши мобинг врз мене? Тоа е проблем во сите постапки, не само за мобинг. Значи, затоа предвидел законот да се прво писмено обратиш и да кажеш ти таква и таква ситуација се повторува и бараме истото да прекине, да се превзат мерки за тоа. Значи да има писмена трага, оти си се почувствувал од тие причини вознемирена и имаш психичка вознемиреност кај себе од такви однос, бидејќи полово некој атакува. Тоа мора да има писмена трага во случај да нема сведоци. Се друго, ако тоа се случува пред повеќе вработени, тогаш не е проблем, нели, ќе дојде, ќе потврди. Сведоци, но многу често знаеме како се случуваат вакви работи. Значи, затоа нагласив, затоа нагласив во сите постапки, дали се кривични, граѓански, било какви, докажувањето е проблематично и од тие причини реакција на тој што мисли од тие жртва на мобинг, предвидела законодавецот да биде прво писмена, да има трага, оти некој реагирал на несоодветниот однос према него. За утре во случај на спор да се каже, јас имав толерантен период, но тоа не престана, па почнав да се обрќам писмено, да барам заштита, а потоа иницирав судска постапка. И знаете, да ги спомнав пред малку, некој и не знае, не е свесен за значењето на своите постапки во смисла на тоа дека он не знае дека со некој негов однос прави мобинг. Да, тоа е ствар на лична глупост. Значи, човек или не знам, невкусни шеги за време на работата, колеги меѓусебно, и тоа може да се смета за мобинг. Многу често се прави тоа. Не, пазите, тоа може да биде инцидент. Ако трае повеќе од 6 месеци, значи инцидентно ако некој нешто на вас ви каже, вие може теоретски и формално за навреда, за клевета да го тужите, да кажеш да ти ме навредуваш во таа и таа ситуација. Тоа е исто башка постапка. Кај мобингот се тие кумулативно услови предвидени да бидат исполнети, за да се тоа подведе под мобинг и жртвата тоа да може да го бара пред суд како судска заштита. Другите работи, ви кажувам, може да биде противправно однесување, но ги третира друг закон. Дали е тоа, ќе тужиш некој за навреда, дали кривично ќе го гониш за тоа што сега има и демнење со измените отказе, посебно кривично дело, некој да те демне, да те прогонува и така. Значи, таа треба дистинкција да се направи во ситуација кога се иницира постапка, кое действие што представува и кој закон го третира да... Да, но тоа овде треба и едукација на вработените, на граѓаните, Па секако, кај поголемите фирми некогаш постои, така, бидејќи спомнав, законот кажал да има определено лице на компанијата кој што ќе приме такви жалби и поплаки, условно речено.
и треба да им се објаснува дали некоја ситуација на работно место е мобинг или е ускратено право од работен однос од друг тип или ускратени работни услови. Сега, вие имате канцеларија од 100 квадрата со комплетната опрема, техничка, а некој друг го става ту, некој шпајс, а задолжени сте со исти работни задачи. Тој вториот може да каже дека е жртва на мобинг, бидејќи од него се бара да работи, а ги нема условите за работа. Значи, од случај до случај, тоа е субјективно нешто. Фактичката состојба се Значи, широк спектар се тие на активности и кажав, ситуации кои може да се сметат. И за тоа мора секој поделно да се докажува кое дејство е превземено и дали тоа дејство представува мобинг или не, дали е тоа психичко или полово вознемирување и на кој начин. И тука може да кажеме, таа е една од причините зашто има многу малце пријави за мобинг на работа. Значи, прво, од аспект на процедура, второ, што вие спомнавте, скептичноста кај луѓето дека ќе постои коректна правна завршница во постапката, понатаму често пати директната зависност на вработениот од тој што прави мобинг, може да биде по иерархија, нели, надреден, директор, не знам кој да е. И затоа и ви кажав, има ситуации кога тој што прави мобинг негаш и не знае он навлегува во противправност. Значи, ние во Струмец велиме, толку му фаќа црпката, он не знае од тоа што го прави. Тоа се тие едукации, не само за вработените, и за самиот работодавач, како треба да се едуцира. Кај некои компании, институции, едукацијата е нели убава и корисна работа, но зборам кога има ситуации несоодветен човек дојде на позиција и од него зависат правата и обврските на другите вработени. Нели, како што спомнав, се случува по партиска линија некои јуноши собрани од улици, ставени на раководни позиции и сега он не знае, бидејќи не е свесен, оти неговиот однос е несоодветен и противправен. Знаете, и почнува да... не е крив. Да. Значи... Или ќе одговара? Он ќе види дека има вина на негова страна, дека постапил противправно во случај на евентуална судска постапка. Кој ќе му појасни некој од неговото каубајско однесување не е дозволиво, независно што е од позиција на раководно лице. И сега луѓето велат што јас ќе се расправам со години по судски постапки, со некакви тамо непрокопсани, не знам какви такви, они се револтирани од тоа што се чувствуваат жртва и се откажуваат. Дури има ситуации полесно му е да смени фирма или работно место, отколку сега да се докажува дека на конкретното место некој се однесува несоодветно малтретира. Апсолутно. Но има моменти каде тоа вршење на мобинг влијае директно на самиот интегритет на личноста и мислам дека тука веќе дефинитивно, затоа и после евентуална пресуда за мобинг, тој што бил жртва на мобинг има право да бара надумесна штета нематеријална во посебна постапка со тужба и да каже ја вади пресудата со која што е утврдено дека он бил жртва на мобинг. Се прави вештачење за неговите последици што ги трпел заради тоа, заради нематеријалната штета се утврдува на начин по психофизичкото здравје трпи жртвата на мобинг последици. Со една медицинско вештачење тоа се докажува и после се инициира постапка да се плати надоместна за таква нематеријална штета спрема тој кој што се утврдило со пресуда претходно дека бил тој што прави мобинг. И тоа е предвидено, како и кај секоја друга ситуација кога некој трпи штета, исто како кај тепачка телесна повреда, кога некој е повреден, после кривичната презуда бара штета да му се исплати. Исто и зборам сега за појасно да е компарација и после завршена постапка со мобинг, ако е уважно таква тужбено барање, тој што бил жртва на мобинг може да се инициира постапка за надомесна штета. Да се заштити пред се интегритетот, пак ќе кажам, и личноста. Сепак живееме во општество во кој ни се битни тие се некои норми. Нормално, за секој е тоа битно, бидејќи со мобингот, жртвите на мобинг се чувствуваат и имат последици у социјална смисла.
значи во однос на колеги и колешки, во однос на нивниот интегритет во околината кај што живее. Тука мислам дека трпат, еве, не си психолог, нели, нормално ти го гледаш од правна страна, но имаат и психички последици, психолошки последици, ајде да кажем. Тоа се одразува и на самата личност, но и начинот на кој ги вршат работните задачи. Јас не знам дали, еве, вашето искуство од тие неколку примери кои ги имавте за мобинг, работодавачот свесен е дека кога се врши мобинг, тоа влијае на самата продуктивност на работењето на компанијата. Дефинитивно. Самата компанија трпи штета од тоа. Дефинитивно, вработенет кој што се чувствува загрозен, не е продуктивен и квалитетот на вршење на работните задачи може лесно да биде паднат на пониско ниво и да се тие последици одразуваат пошироко на фирмата, не само на конкретната жртва на мобинг. И сега по неговото психофизичко здравје, тоа нормално ти може да има последици. Вештачењето утврдува, ти има некоја насоница, тахикардија, такви работи. Како и кај секој стрес, независно од што е предизвикан, последиците кај човекот се манифестираат на тој начин. Па и тој стрес предизвикан од мобинг ги има тие манифестации кај таа што е жртва на мобинг. И заради тоа испомнав се прави вештачење на тие околности за степенот, интензитетот на тие последици по жртвата од аспект на психичкото здравје и се бара штета понатаму во последна постапка. Да. Кога се прави, еве, имаме почесто, нели, се пријавуваат случаи од јавниот сектор, дали знаеш случај каде има добиено судски спор за мобинг вработениот и тој продолжил да работи во истиот сектор, во истата институција? Дали се случува тоа? Теоретски може да се случи, тоа не знам, али во другите спорови од работен однос многу често се случува да се продолжи во истиот сектор и на исто работно место. Зборам работен спор кога има, конкретно ако е била постапката за мобинг, тука веќе станува збор интерперсонално за нарушени односи помеѓу луѓето. Сега, ние двајцата, ако сме дошли до судска постапка, дека еден спрема друг имаме несоодветен однос, дефинитивно нефункционално ќе биде нашето работење понатаму заедно. И од таа причина не продолжуваат, нема можности, значи, да заедно правиш било каква службена обврска да исполнуваш со некој со кој што си во судски спор. И таа причина многу често и се разидуваат и барат други работи. Си одат на друго место работно, друга фирма или така. Прашувам за тоа што кај нас, еве, не знам, менталитетот ни е најверојатно таков, ние не менуваме работни места. Ќе се заседнеме во една позиција на едно работно место 20-30 години до пензија. А за разлика, например, од, не знам, многу често знаеме да кажеме Америка, работни места менуваат секоја година. Добро, не може да правиме таква компарација, бидејќи различен е амбиентот и системот општествен во кој живееме. Знаете, кај нас, освен таа зона на комфорт, например, да кажам, што спомнавте, си седам на едно работно место и што има да бара. Така. Тоа е едната причина, точно, зашто сега, кога имам работа да барам друга, добро ми е. Помакар и мобинг да ми се врши, ќе си продолжам. Но причина за неменување на работни места е често пати и пазарот на работна сила е ограничен, во смисла, може ти сакаш да смениш работно место, ама немаш можност кај би одел на друго место да работиш, што да работиш, или има работни места слободни, но за друг тип на квалификации, вештини и образование и така. Значи, тоа кај нас е поограничено споредбено со некој западноевропски или амерички, не знам, пазар на труд. Значи, повеќе слоен е проблемот, но тоа се менува. Тоа може да биде причина за да се трпи тој мобинг на работно место? Може и тоа да биде причина да трпи мобинг, бидејќи нема кај да оди, нема алтернација.
Но полека тоа се менува кај нас како амбиент, бидејќи има економски, особено миграцијски движења големи, каде што се јави сега полека дефицит на работна сила во сите сфери. Порано може би имаше повеќе понуда на работна сила, помалку работни места. Сега тоа полека се менува и недостиг од работници од сите профили се јавува полека во поделните дејности секаде. И сега полесно се менува работно место за разлика од некој период пред 20-30 години. Предпоставуваме и вработените имаат поголема храброст да пријават и почитување на правата на работникот и мобингот. Да, дефинитивно со тоа што ви спомна во пракса тука трудовиот инспектор тврдува дали има повреда од право од работен однос, дури без да се оди у судска постапка да се тоа заврши така. Но тој што е незадоволен, како ви напомнав пред малку, од неговите работни задачи, а што се согласно договорот за работа и систематизацијата во фирмата, тој не може да иницира постапка за мобинг. Тоа се случува во пракса, ама тоа не е основано. Тоа е, како што ви кажав, каприциозно парничење. Ми спомнавте неколку ваши случаи. Што беше причината за мобинг кај вашите случаи? И кои се најчести причини, еве ваше искуство, кажем? Сега ви кажав, искуство на планот на постапките за мобинг, јас немам некое големо, ви кажувам согласно закон како е генерално. Што беше мобингот конкретно? Мобингот конкретно беше се жалеа луѓето на тоа што се барат од нив да се извршува работни задачи, а немаат соодветни работни услови. Од тоа имаше исто постапка, како од примерот пред малку, каде се водеа постапки две за работен спор, а со исти наводи се иницираше постапка за мобинг. И сега дојде една ситуација, дали со тие наводи тужителот треба да докажува бил жртва на мобинг или треба да докажува дека спротивна систематизација или договорна работа бил задолжен за други работи. Тие се две битно различни работи. Тука вработенот е во заблуда. Во заблуда и тоа поднесено од обест. Значи, имало нова систематизација, незадоволен од тоа, иницира работен спор и после вика, сега и спрема работодавецот ќе иницирам постапка за мобинг, што е неосновано, ама тоа веќе значи личен анимозитет и нарушени односи. Сега барам основи по кои што да те малтретирам со 100 тужби ако треба. Иако значи немат врска една со друга. Значи таков пример имав во пракса, што работниот спор го после иницира со исти наводи и како спор од мобинг. Да бидеме нејасно, значи да ги дистинкцираме тие две работи. Да, тоа во секој случај треба добра консултација, како што разбрав од целиот овој разговор. Ако некој од работникот почувствува некаква нелагодност или несоодветно однесување од страна на работникот, треба добра консултација со правно лице, со сојузот на синдикати, за да се восстанови тоа, не да се брза со постапките и со... Не треба. Мене кога ме прашали, негош така странки се интересираат, им кажам, постои трудов инспекторат, постои сојуз на синдикати, правата и обврските од заснивање од ваш работен однос, ќе ги таму разгледате, за да се види дали тоа може да се реши вон судски, бидејќи судските постапки знаат да бидат долги, да бидат странките подложни и на трошоци, и на нервози, на никого нема убаво да се мота по судови и така. И за да се превенира и избегне тоа, најдобра варијанта е значи да се користи трудов инспектор, се користи сојуз на синдикати или пак конкретно за мобинг да се иницира во рамките на самата фирма, ако има посебно лице за такви работи, писмено да се извести или на записник да се даде изјава. Значи, сето тоа да се превземе како дејствие
судската постапка не е проблем, секое време може тужба се поднесе, но за да не се... Каква разрешница ќе има, да. Да, во таа смисла. Ви се има случајно да одвратите работник? Доаѓа и кажува, јас мислам дека ми се врши мобинг на работно место. Значи, Ви се има случајно тоа? Да, па тоа нас мислам на секој адвокат се има случајно во повеќе постапки доаѓале луѓе дали за кривична, дали за некоја друга граѓанска постапка или конкретно е таква за и сум кажал јас тоа мислам нема основ или такви како вас не застапувам. Тоа мислам од се има случајно повеќе или помалку на секој адвокат. Лично сум враќал подоста, особено и сега јас како и повеќето колеги зборуваме сега за мобинг конкретно. Значи да, сум кажал јас на таква работа не се нафаќам бидејќи сметам дека нема основ. И му кажам, ако сакаш да трошиш време и пари, ти можеш да пуштиш тужби, но тука не ти држи, немаш правна подлога. Така им кажувам на странките, во смисла да... Знаете зашто? Бидејќи и од позиција на адвокат, јас треба да бидам на чисто со луѓето со кои што контактирам. Вие ако сакате од мене да ви иницирам таква постапка, да ви напишам тужба, да доставам до суд, така да поднесеме таква работа, после кажете, зошто јас не... Тука ми велат неосновано било. Значи, треба прво јас да ви кажем ако мислам ти е неосновано. А не од кога ќе ја пуштам тужбата, после странка да вика, тоа било неосновано, што не ви кажам. И јас ако мислам, тоа е значи, јас ако мислам од неосновано, ќе му кажам, не ти вреди тоа, јас може да ти поднесам тужби 5 ако сакаш, ама која ти е, мислам, корист од таквите постапки. И така, во конверзација со луѓето се објаснувам, ја исто како тука што ги зборим. Да, вашето 21 годишно искуство како адвокат, што покажува? Се почитува ли законот за заштита од вознемирување на работно место? Од страна на работодавачите пред се, а потоа и како се водат судските постапки? Значи, во тој дел не може да тврдам дека има почитување, бидејќи јас мислам дека и многу од работодавачите и работниците не знаат дека постои таков закон за вознемирување на работно место. Јас како адвокат, па вик спомнав, имам на прсти се бројат колку постапки такви. Значи, сиромашна е судската пракса и затоа и објаснив дека секој незадоволствен работник го смета како мобинг, бидејќи слушналот и постои. Да, се слуша, но не се разбира доволно. Да, не се луѓето доволно упатени во таа проблематика, ниту знаат, ви велам, ти постои посебен закон, тоа имаше таму нека одредба од закон за работни односи, кој член беше, не знам, 9, мислам, каде што ја начнува таа тема и они на тој план ги поедностават работа, тај ќе тужиме. Лесно е да тужиш, да види прво дали вонсудски може да се реши и дали има основ за тужба. Да, апсолутно. Да, многу малце знаат, јавноста многу малце знаа, убаво кажавте дека постои таков закон, но тоа ми беше и целта на овој подкаст да кажеме дека да, постои закон, за жал многу малце едукација постои за тој закон и кај вработените и кај самите работодавачи. Но ајде малце да се подигне таа свест, затоа што зборот мобинг се користи многу често, но да се користи во вистински ситуации, да не поистоветуваме секое. Ако некој не си ја заврши работната задача, работодавачот има право да го бара тоа од него. Дефинитивно, и тоа не е мобинг. Да, и тоа не е мобинг, едноставно треба да си ја заврши работната задача. Знаете како? Да бидеме и ние самокритични. Да, повеќе своје проблемови кажав. Ние живееме во глобално зборам во капиталистички систем. Тоа е систем на противречности. Најголемата противречност е меѓу трудот и капиталот. Значи, работникот сака да работи помалку, да зима повеќе, собственикот обратно сака. И при таа реална состојба на противречности, субјективниот момент не може да биде избегнат. Секој мисли оти тој управо повеќе. И тука едукацијата, што спомнавте, може да биде корисно од аспект на
запознаени, чисто информативно. Да, но за тоа се законите, нели? Дефинитивно, да. Да се знае на крајот, ако дојде до сукоп, законот се одредува кој Ние секогаш зборуваме, оти законите не се толку лоши, проблемот е нивното спроведување. Значи, или селективна примена. За тебе важи, за мен не важи законот. Тоа е реалноста кај нас со која се соочуваат луѓето. Да, и заради тоа ние имаме импровизација на сите сегменти. Па во тој дел дури луѓето го сметат како, јас како адвокат, како нешто сосема спорадично во однос на другите многу посериозни проблеми. Значи, така ни е наметнат критериумот на вреднување на нештата. Затоа што ние имаме еден период на систематска деструкција во државата, каде што ништо не функционира и кога збориме за мобинг, тоа е нешто кобајање небитно во однос на другите работи кои што се прилично дефектни, а суштествени. И тоа е една од причините поради кој ниту ние во судска пракса нешто го третираме многу мобингот, ниту пак работниците не им придават важност на тоа. Он отишол да види што може да работи, да сработи, а другите околу него како ќе се однесат, дури некогаш и не го интересира дали е добар или лош односот, си има други приоритети таму кај што е. И заради тоа таа проблематика се стави така под черга и така. Но еве, ние сме овде да дискутираме за теми кои ги засегаат граѓаните и јавноста и колку можеме да помогнеме. На еден вработен да се помогне е од корист. Кој би бил, ми кажа многу начини како се решава еден процес, ми кажа дека да, знаеш да дадеш совети и на луѓе кои доаѓаат кај тебе, но еве за јавноста, пошироката јавност. Кој би бил твојот совет во однос на тоа, доколку почувствува дека има им се врши мобинг на работно место? Кој би бил твојот совет како адвокат? Мој совет е тоа што впрочем законодавец го предвидел, да ги исцрпи сите вонсудски можности да го реши тој проблем. А потоа да користи судска постапка. Затоа што кај вонсудското решавање на таквите работи секогаш и полесно се контролираат емоциите кај луѓето. Кога ќе дојдат спротивставени странки во судница, тогаш веќе се јавува еден многу поголем отпор спрема другата страна и потешко се доаѓа до компромис. Затоа е поубаво да се тие модели на решавање на таквиот евентуален проблем, а предвидени, нели, да ги искористат за да помине побрзо, да помине без трошкови и во крајна линија да помине без последици. Судските постапки се проблематични, ги трошат на луѓето и нервите, и парите, и времето. Да пробаме да бидеме луѓе, да бидеме човечни, да пробаме да ја решиме ситуацијата, било каква ситуација, да пробаме да решиме прво со разговор. Тоа убаво звучи, а повеќе демагогија веќе, кој да му каже што е за човечност. Нека биде тоа апел од нашиот подкаст, да бидеме човечни, да пробуваме да ги решаваме прво работите со меѓусебни разговори и меѓусебни човечки односи. Дефинитивно. Да не се доведуваме до судски постапки, па и да бараме помош, нели, и од суд и адвокати. Тоа е стрес не само за личноста и за целата фамилија, нели, која е инволвирана во тој процес. Тие последици нормално се имаат реперкусии на семејството, на околината. Сега ние живееме во време кога динамиката на животот, општествените дефекти на сите на дневна основа ги фрустрира и дополнително ако има проблем на работно место, човекот има психичка пренатрупаност поради која несоодветно почна да се однесува. Спрема околината него, не работното место. Но и семејството, и колегите, и канцеларијата кај што работи. Спрема целата околина, дали приватно или службено, секако тоа се одразува.
Зоран, јас ти благодарам многу на овој исцрпен разговор. Мислам дека им дадовме многу корисни информации на јавноста, на нашите гледачи, да направат малце разлика помеѓу тоа што е мобинг Да. и што е дискриминација или што е непочитување на основните права на работникот. И еден апел од мене, почитувајте ги колегите, почитувајте ги и вработените и вие како работодавачи, затоа што тие се движечка сила на секоја компанија, но и на секое општество. Така? Дефинитивно така е. Сега, јас како адвокат во тој дел ви спомнав, оти немам некој искуство, нити пак верувам оти некои од колегите имат повеќе постапки за мобинг. Значи, ние може да зборуваме за разни кривични граѓански постапки, бидејќи тие ги има во секојдневното работење, но да се начне тема што е малку магловите за јавноста, убаво од време на време да се каже оти постои да така. прочепкаме да. Зоран, јас ти благодарам, јас се надевам дека ќе се видиме и на други теми, ќе разговараме во други подкасти на други теми, некој кај што имате малце повеќе искуство и ќе отвориме на јавност уште многу прашања. Да сме живи и здрави, да се дружиме, во секој случај благодарам за поканата. Ви благодарам и вас, се гледаме наредниот подкаст.